Добре дојдовте во магазин. Верувам дека веќе се расонивте и расположивте со колегите од Ја сакам Македонија. Денеска не чека едно ново издание со мојот драг гостин, како што можевте да видите и во промо најавата. Денеска ми гостува борачот Дејан Митров, кој што со злато, уште еден златен медал, го одбележа крајот на својата активна кариера, но вели дека продолжува со борењето во оваа област, па ќе ни каже како ќе продолжи. А зборуваме и за подготовките, за надпреварите, за силата и дисциплината кои што се потребни во овој спорт, како и за откажувањата кои што ги трпи токму борењето. Па затоа останете со нас. Добро ти утро и добре дојде. Добро утро и добро ве најдов. Како си утрово? Одлично, благодарам. Како сте вие? Добро, рековме на ти ќе бидеме во емисија. Слободно. Веќе си по интервјуа активен, раскажуваш за сето она што се случуваше, па да ти честитам и јавно за уште една победа, уште едно злато и убаво одбележување на крајот на активната кариера. А како мислиш да продолжиш понатаму во овој спорт? Јас сум човек кој што го сака спортот, кој што е заразен спорт и се гледам секако и војнина во спортот, бидејќи спортот е начин на живот, а јас го одбрав токму тој живот да го живеам. Пред неколку дена се одржа трофеј победник во Белград. Доста интересен и силен турнир како за наш карактер, како што очекуваме ние да имаме на некои подготвителни турнири за поголеми надпревари. На овој турнир јас настапив во категорија до 86 килограми. Имав 5 борби. За моја среќа успеав да ги победам сите 5 и да го освојам златниот медал, со што беше овај мојот последен настап за репрезентативниот дрес. Ќе додадам дека имаше емоции во целиот настап, бидејќи првиот настап, да споменам, ми беше во далечната 1999 година, како тогашен член на пионерската репрезентација на Република Македонија. И последниот надпрев во 2025 година. Емоциите беа на вистина измешани, со среќа, од друга страна и тага, бидејќи се збогувам со репрезентативниот дрес. Но сето тоа кога ќе го сумираме, на крајот сум задоволен пред се и за прикажаните борби, од организацијата и од пречекот на домаќините во Белград. Така е, ги победи противниците од Србија, Црна Хрватска, Босна и Херцеговина, на крај Словачка. Да, во финала... И тоа убедливо, интересни се статистиките. 10-0, 9-1, 10-0, 10-5, 8-5. Да, доста... Убедливо може победа. Да се издвои финалната борба, бидејќи знаеме, во борењето е системна елиминација. Победниците продолжуваат понатаму, а поразените отпаѓаат. И самото тоа ни говори дека на крај остануваат само најдобрите. И така би извел ова борба во финалето, бидејќи беше изедначена во споредба од другите борби, но успеав со тактика од тренерите, со моето искуство кое го имам долгогодишно, да го победам противникот од Словачка и со тоа да го освојам златниот медал на трофеј победник во Белград. Браво, а како се подготвуваше, зашто размислуваше пред борбите, што ти беше во глава? Дали тактиките на противниците ги изучуваш? Најчесто ние пред надпревари правиме техничко-тактичка подготовка, ги анализираме нашите противници кои се пријавени на турнирите. Исто така следиме и видеоанализи, каде што може да ги детектираме нашите противници, каде им се слабите, каде им се силните страни. Исто гледаме видеоанализи и од наши борби, со цел да ги анулираме грешките кои што сме ги направиле во текот на тренажниот процес или на претходните неколку надпревари. Сето тоа еден склоп, еден циклус кој што бара многу внимание. И сето тоа мора да се следи внимателно доколку сакаме да постигнуваме високи резултати. Така, колку време ти требаше конкретно за сега да конкретно, се подготвиш? Ова беше продолжение од подготовките. Да истакнам дека во септември месец настапив на светско првенство за сениори. Знаеме дека подготовките за светско првенство се многу поинтензивни и многу
тешки за разлика од турнирите и ова беше како во контекст на подготовките од светското првенство и продолживме за турнирот. За турнирот се припремавме околу 4 месеци, трениравме напорно. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на моите спаринг партнери, на моите тренери, на мојата фамилија, на спонзорите кои стоат до нас и благодарност до медиумите кои ни возможуваат да ги презентираме нашите успеси како на домашен, така и на меѓународен план. Така е, што понатаму, дали сакаш да бидеш и тренер, да се занимаваш и со таа работа, како ќе продолжиш? Секако дека ќе бидам во спортот, на кој начин се уште не сум дефинирал, но меѓутоа дали како спортски работник или како тренер кој што ќе создава млади таленти, секако дека се гледам во брањето. Јас уште и активно ќе продолжам да тренирам и да се надпреварувам во домашните првенства, бидејќи имам морална врска спрема мојот матичен клуб, боречкиот клуб Балканец. Јас велам и на помладите генерации дека сме доживотно должници за тоа што ни изградило пред секако личности. Ни во тој клуб сме почнале од многу мали години и сето тоа тука сме учеле дисциплина, начин на живот, работа и затоа наша обврска е да се одолжиме дали како спортски работник или како тренер или како нешто друго, се гледам секој војнина во спортот. Има ли нешто што би им порачал на помладите генерации? Јас би им порачал на помладите генерации да се занимаваат со спорт, да се отргнат од пороците кои за жал се повеќе и повеќе ги имаме во денешно време. Знаеме дека сите сакаме да уживаме на убавините и благодат од современиот живот, кој за жал на крајот од денот може да биде и како порок. Ќе ги земам излегувањето до ноцните часови, конзумирањето алкохол, телефони, седење пред компјутер, доколку ние поминуваме 3 до 4 часа во сала и да сакаме да го правиме, се тоа нема да ни дозволи. Кога ќе се вратиме од тренинг, сме изморени, гледаме да се нахраниме добро и да одмараме, да го чекаме утрешниот тренинг уште подобро. Така да мој совет е да се занимаваат со спорт, сакаат рекреативно да биде, сакаат и професионално, да нагласам дека доколку се занимаваме професионално и очекуваме врвни резултати од меѓународно ниво, ќе мора да бидеме спремни да се одречеме од многу работи во современиот живот. Па затоа си рекордери во освоени титули. Да, благодарам. Јас сум бил во искушение многу пати, например, кога со друштво излегуваме одреден режим на исхрана. Не смеете да конзумирате пред надпревар се, внимавате на килограмите. Во борењето е познато дека се настапува од тежинска категорија и со тоа сме на режим на исхрана принудени да внимаваме колку калории внесуваме во организмот, како ќе тренираме. Излегувањето, одењето на одмор се сведи после надпреварите, не за време кога е сезонскиот одмор. Ние се ориентираме токму спрема календарот на надпреварите. Кога ќе заврши надпреварачката сезона, тогаш може да си дозволиме активен одмор, би рекол. Ти се случило некогаш да надминеш некој килограм плюс или не си дозволил себе си? Се уште може да кажам дека и денес се внимавам на килограмите, внимавам на начинот на исхрана. Тоа е благодарение на моите тренери кои постојано ми говореле дека многу битен фактор е и сега сваќам дека се биле во право и дека сакале да ми помогнат со тоа зборување. Постојано зборување, кога ние ќе си разговараме меѓу себе, пак не зборуваат за килограми, пак зборуваат внимавајте што јадете, што пиете. Сега сваќам зашто сакале да ни кажат тие. Што јадеш најчесто? Кој е твојот омилен оброк? Оваа здрава исхрана. Овошје, дефинитивно мојот ден почнува со мед и со овошје и со чај. Тоа ми е како правило, секој ден. Ритуал, да. Да, ритуал го почнувам со намирници, јатки, риба многу конзумирам, ориз. Сега во ово време имаме и достапно интернет, нутриционисти. Веќе не знаеш што да одбереш од толку многу нутриционисти. Има избор и останува на младите само да се придржуваат.
Ќе кажам дека не е лесно, но доколку се сака, се може. Да, но сепак како спорт трпи некои откажувања. Трпи, во односите, како што спорт рече. Јас би рекол дека борењето е еден од потешките спортови, но сето тоа не гради и како личности понатаму во животот. Да се има 5 борби во еден ден, тоа е навистина макотрпно и бара пред се психолошка подготовка и физичка подготовка, бидејќи борбите може да започнат во 8 часот до полуфинални борби до 14 часот се знаат финалистите, што значи 5 борби, 4 борби зависно од распоредот и конкуренцијата која ја имаме, навистина треба да бидеш физички подготвен и психолошки за да го издржиш целиот тој товар. А како си се враќал психички кога си имал некој пад? Ете, знаеме и 3 операции дека си имал во текот на кариерата. Како човек после потешки моменти се враќа? Само со верба во себе, благодарение на Господ, на молитвите, јас сум побожен човек кој се храни со литургија и знам дека ако верувате во самиот себе, ако верувате во Господ, ќе направи уште посилен. Сакам да истакнам, јас сум имал многу падови. Меѓутоа, со поддршката од фамилијата, од моите спаринг партнери, од тренерите, сето тоа се надминува. Тешко е, не велам дека е едноставно, но пред се сами мора да знаеме што сакаме. Да имаме поставено цел, конкретно. Јас после операцијата мислев дека тоа е крај на мојата кариера. Но се повредуваше сите тие 3 пати? Не, бизарни се моите повреди од рекреативен фудбал, од скутер, така, од борењето конкретно, да не звучам така страшно пред гледачите, меѓутоа јас од борењето не сум имал никаква повреда. Со ситни исклучоци, стегнување на мускул, климнување, што не би рекол дека се тие сериозни повреди. Да. Секој спортист и рекреативец кој тренира се соочува со некои ситни повреди. Но овие поголемите повреди кои ги добив беа за жал надвор од спортот. Да. И тешко е да се вратиш, но како што реков, самата желба. Ќе го издвојам овде поразот на квалификациите за Олимпијските игри. Се уште жалам за тој пораз, но меѓутоа кога заврши борбата, изгубив минимално 2:1 од представникот на Русија. Со тоа останав без олимписка норма. А знаете дека сон на секој спортист е Олимпијадата. 2012 за Лондон? Да, за 2012. Сакав едноставно да се отргнам од борењето, толку многу труд сте вложиле, доаѓате до самата цел и не успевате да ја реализирате. Има тешки периоди, но една прошетка добра, една слушање добра музика, гледање добар филм, дружба со најблиските, поддршката, како што реков, од најблиските, помога за ден-два да помине таа криза. А дали секогаш сте поддржували од почетоците 99-та година, како што кажа, прв пат настапи во национален дрес, или си добивали коментари немој да не се повредиш, па да не е груб спорт? Имало ли такви некои благодарност коментари? Пак ќе кажам до мојата фамилија, до моите родители кои што кога мал, тие ми давале безрезервна поддршка во сето тоа, но имало и случаеви кога сме разговарале со друштво тогашни млади генерации во основно училиште дека како го одбираш баш тој спорт, тоа е груб спорт, нема да пораснеш, тоа се дел од предрасудите кои може да ги слушнеме, но јас категорично го демантирам сето тоа дека борењето е навистина прекрасен спорт и луѓето мислат дека тоа е спорт на сила. Не, борењето е надпревар на интелигенција. Да го совладаш противникот со неговата сила, со твојот ум да искористиш неговата сила. И затоа велам дека е надпревар на интелигенција. Треба без користење на многу сила да го совладаш противникот. Да, тоа е уште потешко. Тоа е уште потешко, така. Така е, може да погледнеме дел од борбите, имаме Секако. видеа подготвено, па да ги прокоментираме, да погледне публиката како сето тоа изгледа. Заврши, може да се вратиме у студио.
Така, ова за кои борби се работи, ќе ни кажеш ти од прва рака? Вака, претходната борба беше полуфинална борба на трофеј победник во Белград, кој што се одржа пред неколку дена. Тука се сретнав со представникот од Босна и Херцеговина, еден искусен борач кој морам да нагласам дека е млад и потенцијален, но успеав со тактиката која наметнав да го совладам. А ова борба е четвртфиналната борба со представникот од Србија. Јас сум во црвена, тој е во синдрес. Мислам дека овде заврши ова борба доминантно со 10-0 и да. туш. Токму ова позиција во која што ја гледаме сега, освојувам поени и овде завршува борбата со туш. Токму така. Ова е борба со представникот од Хрватска. Еден искусен борач кој на последните два турнири кои што се одржа во Хрватска и во Србија го освои второто место. Значи, сериозен кандидат за висок пласман на меѓународни турнири. Во моментот изведувам акција во партер, со превратување со ова превратување добивам 2 поени, се приметува и на семафорот во позадина, а овде сега исто така со ова превратување преку грб уште 2 поени во моја корист. Акцијата продолжува во партер и ова е опасна позиција за противникот и потенцијална можност за завршување на борба. Меѓутоа, бидејќи излеговме надвор од дозволеното поле, судијата ја прекинува акцијата и се враќаме на центар. Повторно од почеток да го... Не, бодовите остануваат исто, но така. дозволено е само во жолтиот круг да се надпреваруваме, доколку се настапи преку акција надвор од сината зона, тогаш значи дека судијата ја прекинува и повторно борачите се враќаат на централната позиција каде што продолжува борбата. Овде гледаме акција преку рака по продолжување во партер позиција и со овие 2 поени може да преметите на семафорот 10-0, што значи технички туш и победа. Да. Браво, ова... Да. Тука имаше најубедливи, може да се каже, победи и поени. Да, мислам дека овие се едни од поубедливите победи кои што ги имав забележен на последните неколку турнири, но да се дојде до лесна и убедлива победа, мора многу работа. Така и дисциплина, веројатно. Дисциплина, како што кажав, начин на живот. Што не е секогаш лесно. Јас нагласувам и на младите генерации кои тренираат со мене во клуб дека ги разбирам, знам како е, дека тие се во искушение, навечер има забави организирани, друштво се собираат, а вие мора да си легнете во 22 часот. Утре наутро ве чека повторно тренинг. Сето тоа тешко се прифаќа, друштвото, околината, најчесто во училиштето, во училницата се зборува што ќе правиме вечер, каде ќе излегуваме. Се поретко се муабити за спорт. Ти замерувале тебе? Да, од многу, друштвото? Да, многу пати, да кажам како кроз шала сум бил предмет на исмејување или на шаленje, ајде пак ќе пиеш сок или вода, знаеш. Често пати некоја таква ситуација, но карактерот кој што сум го изразил благодарение на сите околу мене ми помогна да ги освојам сите тие трофи, сите тие успеси и да ја представувам Македонија на најдобар можен начин. Кои ти се најдраги омилени успесите тука и Европското првенство 2004-2007? Да, Европското првенство можам да го истакнам како еден од моите најголеми успеси во кариерата. Во Истанбул 3-то место и следното после Европското 2008 година во Белград исто така 3-то место, а знаеме да се стигне до победничкиот пиедестал на Европско првенство, навистина треба многу работа, треба многу
бидејќи овде настапуваат најдобрите од цела Европа. И како што спомнавме, системна елиминација, овде нема ништо случајно. Нема ништо среќа, да се разбере, може да имаме среќа во првото коло, да налетаме на некој евентуално послаб противник. Но како се доближуваме до финалето, се стеснува кругот и остануваат само најдобрите, што значи дека на победничкиот педестал има место само за тие кои што заслужиле. Така, нема ништо среќа, нема ништо Нема среќа. олеснителна околност, туку мора да се работи, нели трудот се исплатил во твојот случај. Колку медали имаш досега добиено? Имаш ли некоја колекција дома, знаеш ли колку се наброи? Имам, да, имам посебна колекција и витрина за моите признанија. Се наоѓа на мојата викендица во Рамна река, таму ми е омиленото место и ги складирам, да не звучам скромно, да баш пред некој ден јас не ги броев, но благодарение на ќерката таа ги изброи бројка околу 200 медали. 200 медали. Да, За цело ова време од 99-та наваму, да. некои И признанија, плакети, пехари, но конкретно си имавме тој ден работа, ги броевме медалите и дојдовме до бројка околу 200. некои се и од државни, од Да, меѓународни, од европски, меѓународни, медитерански игри. За жал од светско не успеав да освојам медал, меѓутоа бев блиску до медалите, постојано бев блиску. Но така, знаеме дека во спортот има и победи и порази. Така и во секој момент да знае човек како да се издигне и Да. кога нели имало падови. Токму така, има падови, како што рековме, но меѓутоа да не даваме многу значење на падовите. Јас секогаш велам и на помладите да ги гледаме другите работи кои што не очекуваат, да се концентрираме на идните надпревари, на идните подготовки, да ги заборавиме тие, но потенцирам да не ги повторуваме грешките кои што сме ги направиле на претходниот надпревар. Доколку во континуитет ние ги повторуваме грешките, тогаш веќе ќе не идеме на проблем. Сега благодарение на интернет, благодарение на современата технологија можеме да ги следиме сите наши противници, да направиме анализа. Порано јас ќе кажам, бидејќи немаше пристап до интернет. Кога почнав јас. Да. И не знаевме кои противници ќе не очекуваат. Не знаеме со каков арсенал на зафати располагаат нашите противници. Сега е полесно благодарение на интернет достапноста, можеме да направиме функционална анализа, тактичката подготовка да ја гледаме спрема противникот, како да се однесуваме. Овде е пред се работа на тренерите, но и ние како спортисти мораме да внимаваме на советите кои ни ги дават нашите тренери. Доколку внимаваме, доколку сме дисциплинирани и ги слушаме нашите совети, тренерите кои ни ги дават советите, јас верувам дека успехот е неизбежен. А тоа значи дека и противниците ги гледаат твоите Токму движења, така. па тогаш можеби треба да смениш нешто и во твојата тактика за да не тоа биде е предвидливо кога во надпреварот ќе ги повторите значи, истите. Ние некогаш во консултација со тренерот и настапуваме со спротивна тактика. Да не ви ја знаат Да, однапред. доколку имаме некој полесен противник, ние ги користиме зафати кои се невообичаени за нас. Ги чуваме како резерва за посериозните противници, колку што можеме да ги изненадиме и да ги совладаме на крајот. Ова е вистина цела филозофија. И треба Да, многу навистина, интелигенција да се осмисли сето тоа. Сето тоа, кога ќе го Стратегија, склопиме во едно видео, изгледува многу едноставно. Кога се гледа едно видео од минута, 2-3 да речем. Но процесот на подготовка, начинот на кој се тренира, режимот на исхрана, интензитетот на тренинзите, сето тоа, веруете, цела наука. Да, и тоа е твојата тајна за успех. Да. Труд и дисциплина кој што секогаш треба да ги има, како што кажа и за младата, нели, помладата генерација која што допрва ќе се занимава или веќе се занимава со овој спорт. Твојот прв надпревар, бидејќи го спомна, нели, 99-та година, го паметиш ли во однос на тоа како се чувствуваше, што си помисли, имаше ли трема, страв и како сето тоа се градеше, нели, низ годините, сега си на едно сосема друго место?
Иако поминаа многу години од тогаш, кристално чисто се сеќавам на првиот надпревар, на првата борба, на сите ситници кои се присутни. Тогаш бев млад и неискусен. Кога тргнавме на пат кон салата, веќе почна тремата. Може да кажам дека тремата ме совлада, уште пред да тргнеме на надпревар. Но друштвото тука, сето тоа, како да не бевме сериозни, не знаевме што не очекува. Тоа беше училишен надпревар кој го организира Сојуз на училишни спортови. Овде настапија сите ученици од основните училишта на Република Македонија. И јас имав 4 борби, успеав да победам 3 и во финалето изгубив. И еден од подраги медали кои што сум ги освоил токму сребрениот надпревар на училишното првенство кој се одржа далечната 1999 година. Браво, ето убаво е кога сеќавањата ќе се навратат и се позитивни, ти исполнуваат со една убава енергија и ти посакувам така и да остане во иднина, и ако завршиш со активната кариера, велиш дека ќе продолжиш понатаму, па ете и ако бидеш тренер, зошто да не со деца повторно да се навратиш на тие моменти кога и ти си почнувал, па да ги тренираш сега ти. Ти благодарам многу за ова гостување. Ви благодарам и на вас за поканата и за можноста што може да ги презентираме нашите успеси како на домашен, така и на меѓународен план, и верувам дека ќе имаме уште поголеми поводи во иднина пак да се дружиме. Верувам јас, ти посакувам успеси зашто и да се одлучиш понатаму во спортот, а вие останете со нас, продолжуваме со музика и Елена Антоновска.